Почитувам потпредседателе, почитувани представници на владата, почитувани колеги и колешки, почитуван господине министер Спасовски. Благодарам на експресно брзиот одговор на пратеничкото прашање, што покажавте високо чувство на политичка и професионална одговорност, што е секако резултат на вашето долгогодишно пратеничко искуство. Тоа не е случај кај сите министри. Почитувам господине министер, вие, кога дојдовте на чело на Министерството на внатрешни работи, возачките дозволи важеа до 65 годишна возраст. А сега, благодарение на вашето разбирање и користејќи ги искуствата во некои западни земји, возачките дозволи важат до 75 години. Сите пратеници да се седнат на своите места. Можност за продолжување ако нема здравствени ограничувања на секои 5 години. Токму затоа граѓаните од трето животна доба се многу благодарни, особено се благодарни за вашиот придонес во подобрувањето на безбедноста на сообраќајот во Република Северна Македонија. Но, заради граѓаните, сакам неколку реченици да кажам во врска со писменото прашање. По-конкретно, првиот дел на прашањето се однесуваше на возачкиот испит, дали може да се поедноставни и дали може да се намалат финансиските средства. За тој дел од одговорот сум задоволен. Вториот дел на моето прашање се однесуваше на примена на членот 304 од Законот за безбедност на саобраќај на патишата, со кој е прецизирано дека возачките дозволи после 75 години, ако нема здравствени ограничувања, се продолжуваат на секои 5 години. Во вашиот одговор го цитирате членот 304 од Законот за безбедност на саобраќајот на патишата. И до тука е се во ред. Меѓутоа, во пракса не е баш така. По-конкретно, во некои општини службениците на МВР работат по инерција и не го преминуваат членот 304 од Законот за безбедност на саобраќајот, зашто имаме многу поплаки од граѓаните. Односно, работат по-старо и за луѓе кои немаат 75 години не ги продолжуваат. Причините не ги знам. Дали не се прилагодени софтверите или е незнаење, но факт е дека се уште овде постојат проблеми. Ние како партија на пензионери на веб страната дадовме објаснување, но се уште се појавуваат поединци за тој проблем. Затоа би ве замолил преку управните служби на Министерството за внатрешни работи тој проблем да се реши. Во очекување дека ќе го решите овој проблем, немам дополнителни прашања. Благодарам.